Власта сама со себе ќе дебатира за уставните измени во работните групи. СРСМДУ и Алијанса, заедно со понекој експерт, меѓусебно ќе се разговараат за амандманите за вметнување на бугарите во Уставот. Ниедна опозицијска партија нема да седне на маса во групите кои се формирани, а владата на Ковачевски барем за сега е далеко од потребните 80 пратеници, со кои би можел да се отвори невисокиот правен акт. Една од експертите кои ќе учествуваат во групите на Министерството за правда е судијката Николовска. Таа вели дека прифатила да биде дел од групите за да го пренесе своето искуство. И не гледам ништо лошо во таа насока. Дали има консензус за менување на Уставот во дадената ситуација сега нема. Меѓутоа, овој народ треба да има малце поголеми информации поднос на целокупните потреби. Деталното објаснување за мене фали во нашата држава. Само одат одредени изјаснувања за да и против без аргументи или тие аргументи се од тој тип да обичниот народ тоа не може да го разбере. Тоа што нема консензус не значи дека не треба да се работи меѓу другото и за да убедите некој да се направи тој консензус. Побаравме став зошто прифатил да биде дел од работните групи и професорот Александар Спасов, кој не сакаше да даде изјава, но вели дека тој бил предложен од кабинетот на претседателот. Посочи дека се уште не добил решение дека е дел од групата, а на прашањето зошто е учесник во истите не даде конкретен одговор. Вчера истече рокот за пријавување на представниците на политичките партии. Пријавени се Цветанка Иванова од СДСМ, Арбара Адеми од ДУИ, Ремзи Мехмеди од Алијанса. БЕСА иако најави дека ќе номинира представник, тоа не го сторила. ВМРО, ДПМН, Алтернатива и Демократски сојуз веќе ги одбија поканите од Министерството за правда. Лидерот на најголемата опозицијска партија Мицковски повтори дека нема да отстапи од неговите аргументи и покрај притисоците од меѓународната заедница кој ги очекувал и во следниот период. Во меѓувреме дел од експертите коментираат дека процесот за отворање на Уставот започнува по обратен редослед. Академик Владо Камбовски и поранешниот министер за правда Владо Поповски изјавија дека прво е неопходен политички консензус за воопшто да се започне со процедура.